Почитувани, добро вечер од отвореното студио на телевизија Нова. Вечерва акцент ставаме на економијата и на последното истражување, односно извештај кој што го пласираше Американската фондација Heritage. Испорачано уште едно признание за економските политики во Македонија. Влеговме во групата на слободни економии на високото 31 место од 186 држави. Како Македонија стаса на рангот меѓу најразвиените економии, ќе анализираме со првите луѓе на Heritage, Ентони Ким и амбасадорот Тери Милер. Но предходно, американците кои денеска допатуваа во Македонија беа на средба со владиниот економски тим, со бизнис фелата и со дел од економските експерти. За пораките и сегментите од извештајот на Heritage, во отвореното студио ќе направиме една мини дебата со економските новинари на телевизија Нова, Љупка Камчева и Иле Петревски. Ги имаме во живо во отвореното студио. Колеги, поздрав до вас. Љупка, ти денеска ја следеше посетата на тимот од Heritage кој што допатува во Македонија. Може ли за гледачите на телевизија Нова накусо да објасниме што значи напредокот на Heritage за земјава, дали тој напредок е резултат на спроведените реформи во изминатите 10 години, кои очигледно дадоа резултат на сите полиња? Така е, Биби. Овој резултат на Heritage на кој што Македонија се искачи на 31-то место и во однос на лани има скок за 16 места, е резултат на водените политики во изминатите 10 години и на напорите на сите во владата со цел за подобрување на бизнис климата. Овие резултати денеска ги истакнаа и представниците, првите луѓе на Heritage, кои беа овде во Скопје и кои што истакнаа дека овие резултати се феноменални. Според представниците на Heritage, според нивните изјави кои што денеска кои што изјавија дека вакво нешто немало на друго место. Македонија треба да се гордее со овие резултати, затоа што овие резултати се доказ дека Македонија во изминатите 10 години направила многу во однос на индексот на економски слободи, а тоа секако значи многу, не само за домашните, туку и за странските инвеститори. Во однос на странските инвеститори, оние кои што бараат нови дестинации за инвестирање, нормално овие извештаи се од огромно значење за место каде тие да инвестираат. Секако првите луѓе на Heritage истакнаа дека Македонија, односно владините представници, треба да продолжат со овие напори во иднина уште подобро, уште повеќе да ги подобрат овие резултати. Така е, Љупка, малку подосна во отвореното студио, изворно ќе може да ги слушнеме и нивните пораки, но ќе ги пренесеме и ставовите на економскиот тим на владата, како и на првиот човек на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Иле Петревски, вечерва е дел од отвореното студио. Иле, кои се индикаторите по кои фондацијата Heritage ги мери економските слободи во една земја? Според она што можев да го видам или целокупниот извештај на оваа фондација, станува збор за навистина обемен материјал. 12 индикатори сместени во 4 столба, по она што економистите или финансиските експерти од оваа фондација ги мерат економските слободи на една земја. Станува збор за мерење на 186 земји, меѓу кои Македонија навистина во ова рангирање има добар одскок во споредба со ланската година. Како што кажав, 4 столба, 12 индикатори. Владењето на правото е првиот столб од ова мерење или ова истражување. Собственичките права, судската ефикасност и интегритетот на владата се во првиот столб. Следува големината на владата или даночното оптоварување, јавните расходи и фискалната позиција како број 2. Следуваат ефикасноста на регулативата, слободата на бизнисот, слободата на пазарот на труд и монетарната слобода, и како четврт столб ги предводи отвореноста на пазарот. Тука спаѓаат слободата на трговија, слободата на инвестирање и финансиската слобода. Се ова кога ќе се собере во едно, се добива една генерална оценка за слободата на една економија кој што ја мери оваа фондација.
Така важна економската слобода на една земја. Веќе на почетокот на новоотворено студио рековме дека Македонија е на 31-то место од вкупно 186 земји. Љупка, еве колегата Иле ги спомена тие 4 столба, но да подсетиме каде Македонија има најголем напредок. Така е, биви според ова најново рангирање на Heritage, на кој што Македонија, како што кажавме, на 31-то место, најмногу поени има во однос на индексот, каде што во Македонија се забележува дека има најниски даноци за бизнис. Потоа, собственичките права, унапредени се собственичките права, интегритетот на владата, даночното оптоварување, слободата на бизнисот, слободата на трговијата и слободата на инвестирање. И министерот за финансии Кирил Миновски истакна дека во последните 10 години е направено многу во оваа сфера, посебно е упростен и намален бројот на процедурите. Поевтинети се значително постапките и намалено е даночното оптоварување. А како што истакне и тој, Македонија е земја со најниски даноци во светот. Така е, Љупка, ова рангирање, даночните поволности, може да констатираме дека значат оти Македонија и добро управува со јавните финансии. Иле најголем напредок има Македонија од земјите во регионот, но еве да подсетиме од кого е земјава подобро рангирана. Има ли многу поголеми економии од македонската? Најнапред да кажеме каде Македонија е најдобра или во кој дел од Европа. Македонија е на првото место од земјите, рангирано од земјите од југоисточна Европа. Интересно е тоа што Македонија како прва, а 20-та и пред многу земји е малата држава Косово, да наречеме нели многу млада и млада држава, а многу пред нив како и Македонија. На 47-то место се наоѓа Бугарија, Албанија е 65-та, Црнагора е 83-та, Босна и Херцеговина е на 92-то место. Овие држави, освен Македонија како слободна е во ова рангирање, а овие држави кои што ги набројав се средно слободни. Интересен е фактот во истражувањето што како неслободни економии добија оценка Хрватска, Словенија и Србија. Само да кажеме околу бодувањето, просечниот резултат на светската слободна економија изнесува 60,9 од максимални 100 бодови. Тоа е идеален резултат, додека регионалниот просек за Европа изнесува 68 поени. Така, Иле, ти подсети каде е Македонија во споредба со регионот, но и во светски рамки, како се движи нашата економија. Љупка, гостите од Вашингтон велат дека Македонија почна да следат во 2002 година, кога, како што рекоа, состојбите не биле така идеални. Првиот прогрес го забележале во периодот од 2006 до 2007 година, од кога тој константно продолжува. Како се движи напредокот? Представниците на Heritage биби истакнаа дека за прв пат Македонија почнале да ја истражуваат во 2002 година, меѓутоа од 2002 до 2006 година немало речиси никаков напредок. Од 2006 година до сега Македонија постигнала огромен напредок во однос на индексот на економски слободи, или како што истакнаа дека оваа година Македонија добила 70,7 поени и сме во категоријата на претежно слободни земји. Така е, Иле, еве Љупка не подсети како гостите од Вашингтон и кога почнале да го мерат напредокот, економскиот напредок на Македонија. Тие во извештајот нотираат оти некаде по 2006-2007 година економијата почнала да се движи во нагорна линија и оти токму во сегментот економски слободи имаме значителен напредок и пораст, но какви оценки добивала македонската економија во претходните години, ако во 2002 почнале да не следат, ете растот бил во 2006 и 2007. Подсетине како течеше тој годините потоа.
Само да не останам должен на претходното прашање околу од кои поголеми економии Македонија е рангирана Македонија е рангирана подобра, станува збор за стварно звучни економии, како што е Полска 45-та позиција, Белгија 49-та, Малта 50-та, Италија 79-та, Русија 114-та и Украина 166-та позиција. Околу рангирањето, да, како што кажа и колешката Љупка, од 2007 година започнува растот на оваа позиција на македонската економија. Претходно години наназад речиси и да немало никаков напредок околу слободите и околу напредокот на водењето бизнис во Македонија, за минимални по 1 или по 2% на годишно ниво се зголемувало или идела македонската економија или слободата на македонската економија напред. Според извештајот, многуте реформи кои што се спроведени во последниве 10 години од државните институции придонело за да има во Македонија подобра бизнис клима, а со тоа и македонската економија или слободата на македонската економија се вбројува меѓу првите 30, да кажеме, економии во светот. Така, или меѓу првите 30 економии или според извештајот Doing Business на Светска банка за 2017, Македонија е во првите 10 во светот или пета најбрзо растечка економија во Европа. Споменав дека пред неколку часа заврши средбата на гостите од Вашингтон, креаторите на Heritage. Тие имаа средба со дел од владиниот економски тим, но на средбата присуствува и дел од бизнис заедницата, економски експерти, како и лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Љупка, кои структурни реформи треба да продолжат да се спроведуваат за да Македонија испорача повисоки стапки на економски раст? Која е клучната порака која што е слушна првите луѓе на институциите? Представниците од Heritage денеска истакнаа дека Македонија досега има направено извонреден напредок во однос на структурните економски реформи, а само небото е лимит според представниците на Heritage, така да во иднина Македонија треба да продолжи со истите реформи во насока на со истите структурни реформи во насока на побрз економски раст и развој. Тие истакнаа дека Македонија, односно државата, треба да продолжи со намалување на стапката на невработеност и намалување на сивата економија, како што истакна и во извештајот. Во 2018 година прогнозите на оваа организација се дека Македонија ќе намали стапката на невработеност на 22% и со тоа Македонија ќе има историски пат на невработеноста. Како што кажа BBT денеска на презентацијата на овој извештај присуствуваше гувернерот на Народната банка Димитар Богов, универзитетски професори, потоа председателите на стопанските комори, владини представници, но и лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Затоа предлагам овде да го погледнеме деталниот извештај од денешната презентација. Македонија постигна извонредни резултати во последните 10 години во однос на индексот на економски слободи. Тука сме да ви честитаме и да го уважиме вашиот напредок. Треба да се гордеете за тоа што ваков напредок не сме виделе на друго место. Ова се пораките од представниците на фондацијата Heritage, Тери Милер и Антони Ким, кои денеска во Скопје пред владини представници, гувернерот на Народната банка Димитар Богов, председателите на стопанските комори, универзитетските професори, го презентираа најновиот извештај на Heritage, според кој Македонија се искачи на 31-то место по индексот на економски слободи и е пред многу развиени земји. Рангирањето на Македонија на 31-то место на индексот на економски слободи на фондацијата Heritage во само 10 години е феноменален. Тенденцијата на графичкиот приказ на прогресот изгледа драматично. Тоа е пораз за 10 поени во последните 10 години. Никаде го немам виден ова во светот. Ова е показател за тоа како Македонија остварила резултати во историјата.
Вие сте независни околу 25 години, а економските резултати кои што ги покажавте во изминатите 10 години се феноменални. Оваа година добивте 70,7 поени, категорија за претежно слободни земји. Швајцарија, која е четврта земја на индексот, е 10 поени пред Македонија, а вие се искачивте 10% во последните неколку години. Така што небото е само граница. Кога имате земја чие население е посветено на реформи, можете да направите речиси се. I want to note that Macedonia Нема причина зошто Македонија не може да се приклучи на првите 10 земји лидери во економски слободи во светот. Можете да бидете Естонија, доколку го сакате тоа, или Швајцарија. Сега го имате моментот кој што може да го искористите, како и полетот од добриот напредок. Добрите политики кои вие ги имплементирате изминатите години, навистина се исплатат и затоа во 2017 година се наоѓате на ова место. Тоа е нешто со кое навистина треба да се гордеете и треба да продолжите со овој позитивен момент. a positive momentum. Македонија годинава постигна голем напредок во однос на индексот на економски слободи, со што годинава е подобрен рангот за 16 места во споредба со лани, додека во споредба со 2006 година има подобрување од 47 места. Ова ја става Македонија во позиција лидер во регионот според индексот на економски слободи, односно како убедливо економски најслободна земја во регионот. А истовремено, Македонија е пред многу поразвиени европски економии. Тоа е показател за реформскиот процес, изјави министерот за финансии Кирил Миновски. Ова рангирање значи многу за Македонија, бидејќи индексот вреднува индикатори кои што им се важни на инвеститорите и на бизнисот, како што се сопственичките права, интегритетот на владата, даночното оптоварување, слободата на бизнисот, слободата на трговијата, слободата на инвестирањето и така натаму. Владата во континуитет работи на подобрување на климата за водење на бизнис во земјата. Во текот на изминатите години упростен е и намален бројот на процедурите. Поевтинети се значително постапките кои што се спроведуваат од страна на бизнисот и намалено е даночното оптоварување. Македонија е меѓу земјите со најниски даноци во светот, бидејќи веруваме дека ниските даноци придонесуваат за растот на инвестицијската активност и предприемништвото. На презентацијата присуствуваше и лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, кој истакна дека огромниот напредок е резултат на спроведените реформи во изминатите 10 години, кои дадоа резултат на сите полиња. Деска ми беше задоволство да присуствувам на презентацијата на Heritage фондацијата, која што го презентираше својот најнов извештај за економските слободи, каде што Македонија има нов напредок на листата и од 46-то место сега веќе е на 31-то место, односно тоа е само за минатата една година, односно за последните 10 години растот е за 46 места. Пред 10 години ми бевме на 78 место, сега Македонија е на 31-то место во светот. Значи за 10 години раст на ранг листата на Heritage фондацијата на индексот за економски слободи од 78 место на 31 место, веднаш зад Германија, Чешка и Австрија. Тоа е огромен раст и тој се должи на многу работа, на многу труд, на владата, на министрите, на сите оние кои што беа вложени во работењето во правец да се создаде подобра бизнис клима, да се создадат подобри економски слободи, да се направат реформи. И имавте прилика сега да слушнете и во презентацијата дека практично кажуваа дека тие почнале да не мерат нас некаде од 2002-та, но во првите 4-5 години работата била прилично лоша и немало никакво поместување. Поместувањето настанува некаде од 2006-2007 година и вели човекот кој што вршеше презентација, во последните 10 години има еден фантастичен раст на Македонија на ранг листата на индексот за економски слободи, што е резултат на политиките кои што беа спроведувани во овој период и кои што дадоа резултат и на терен во однос на подобрувањето на економските слободи за домашните и за странските компании кои што доаѓаат, но и генерално на растот на Македонија на оваа ранг листа која што многу инвеститорите како ја следат и ја анализираат.
Во однос на останатите рангирања и успеси, министерот за финансии истакна дека годинава Македонија е рангирана и меѓу 10 најдобри земји во светот за водење бизнис. Спроведените економски реформи ги препознаа и странските инвеститори кои инвестираа или најавија инвестиции. Изминативе 10 години странските директни инвестиции изнесуваат 2,6 милиарди евра, а тие имаат значајно влијание врз македонската економија. Придонесоа за креирање нови работни места, раст и диверзификација на македонскиот извоз, како и соработка со домашните компании. Последните 10 години двојно се зголеми и македонскиот извоз од 1,9 милиарда евра во 2006 на 4,3 милиарди евра во 2016 година. И се очекува оваа тенденција да продолжи да расте. Миновски истакна дека освен растот на извозот како придобивка, може да се забележи извозот на производи со повисок степен на обработка. Сите овие тенденции се од огромна важност за раст и развој на македонската економија и конкурентноста на приватниот сектор. Поради тоа постојано работиме на подобрување на условите за водење бизнис во земјава, порача Миновски. Љупка Камчева, Иле Петревски во живо. Правиме економска анализа на извештајот Херитич во ова вечерашно отворено студио. Иле, го слушнавме прилогот на Љупка Камчева, но можевме да слушнеме и делот пораките кои што ги испратија министерот за финансии Миновски, но и првиот човек на ВМРО ДПМН Груевски. Да подсетиме, ако поединечно ги гледаме индикаторите, како котира македонската економија во споредба со останатите? Така, па може да се каже дека и тука имаме голем напредок или може да се каже дека сме во однос на минатата година најголемо подобрување, да кажеме само имаме во ранкот кај индикаторите сопственички права сме на 42-то место, слободата на бизнисот за 18 места подобро, односно од 41-то на 23-то место. Најниско сме рангирани кај фискалната позиција 103-то место, јавните расходи се на 94-та позиција. Гледано по оделени индикатори, Македонија најдобро е рангирана кај индикаторите даночно оптоварување, имаме тука сме рангирани на 19-та позиција, слободата на бизнисот сме рангирани како 23-та земја и финансиската слобода 39-та позиција. Според навистина обемен извештај, не можеме да ги имаме на памет сите бројки, Билјана, мораме да кажеме дека кај се вкупниот индикатор имаме подобрување од 3,2 поени, од 67 на 70 поени во однос на минатата година како резултат на високата оценка на ново воведениот индикатор даночно оптоварување 90, тука сме најдобро рангирани 91,9 поени. Можеме да кажеме дека освен што сме лидери во југоисточна Европа, меѓу првите земји сме и во цела Европа, а и македонската економија добро котира и на светско ниво. Така е, Македонија се наметнува како економски лидер во регионот, но и во светски рамки. Одиме напред и сме во друштво на многу развиени економии. Љупка, овие извештаи не само на Херитич, туку и на Doing Business од страна на Светска банка и на останатите меѓународни финансиски институции покажуваат дека на хартија македонската економија е во добар правец, но што велат делот бизнисмените, дали во пракса добро им оди? Така е, Биби. Јас денеска имав можност да поразговарам со делот бизнисмените кои што присуствуваа на презентацијата на извештајот на Херитич. Тие велат дека ова е одлична вест за Македонија, затоа што секоја компанија која што работи во земјава сака да има добри услови за работа. Од огромно значење се ниските даноци и останатите работи кои што се многу важни за една компанија. Една компанија која што има добри услови за работа, тоа значи дека таа компанија се развива, инвестира, вработува нови луѓе, а вкупно се придонесува за економскиот раст и развој на земјава.
Ова истражување, односно ова рангирање не е важно само за домашните компании, важно и за странските компании, за странските инвеститори. Како што реков и претходно, било која странска реномирана компанија пред да донесе одлука да инвестира било каде, ги гледа извештаите на меѓународните финансиски институции. Една од институција е ова Heritage, која што оваа година ни даде висок ранг на 31-то место. Меѓутоа, не е само овој добар извештај, и странските компании не го гледаат само овој извештај, ќе го споменам и извештајот на Светската банка од Doing Business, каде што Македонија е меѓу првите 10 земји во светот по водење на бизнис, а исто така во изминатиот период го презентиравме извештајот на ИБМ, каде што Македонија е исто така лидер во светот по број на отворени работни места. Така да и за домашните и за странските компании овие извештаи се од огромно значење, меѓутоа посебно и за домашните компании кои што во пракса велат дека има многу големо подобрување од изминатите години, 10 години до сега. Љупка Камчева и Иле Петрески, благодарам што бевте дел од отвореното студио на телевизија Нова. Со вас како економски новинари можевме да направиме анализа на извештајот Heritage, но еве и да подискутираме за другите признанија од меѓународните финансиски извештаи. Јас веќе најавив дека во ова отворено студио имаме ексклузивни гости, токму авторите на економските слободи, директно од Вашингтон, Стаса во студиото на телевизија Нова. Од моите колеги можевме да слушнеме и сегменти од извештајот, а секако од креаторите, од оние кои што ги нотирале и позитивните и негативните сегменти, не само на земјите од регионот, туку и во светски рамки, ќе можеме да слушнеме детално во рамки на вечерашното отворено студио. Секако македонските и бизнисмени и економисти, но и гувернерот на Народната банка изворно и одблиску можеа да ги слушнат ставовите на гостите од Heritage. Министерот за финансии Кирил Миноски рече дека овој извештај значи многу за Македонија, бидејќи индексот е многу важен, индексот според кој што се мерат економските слободи е многу важен и за странските инвестиции, за домашните, но секако и во поглед на даноците. Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски изјави оти овој извештај е труд на многу работа, многу енергија од страна на сите вложени во него, од страна на министрите, бизнисмените и сите кои на свој начин со својот влог и труд имаат придонес во извештајот на Heritage. Па еве, предлагам да ги слушнеме ставовите и на Миноски и на Груевски. Би сакал да им посакам добре дојде во Македонија на представниците на фондацијата Heritage, амбасадорот Тери Милер, директорот на Центарот за трговија и економија во Heritage и Антони Ким, менаџер за истражување во фондацијата. Чест ни е што сте наши гости и би сакал да ви се заблагодарам за интересот кој што го покажавте за нашата земја и за економските политики кои што ги спроведуваме тука. Оваа посета доаѓа непосредно по последниот извештај на фондацијата Heritage и Wall Street Journal за економските слободи во светот. На наше големо задоволство, Македонија постигна голем напредок согласно на индексот на економски слободи. Годинава во конкуренција на 186 земји, рангирани сме на 31-то место, со што го подобривме рангот за 16 места во споредба со минатата година, додека во споредба со 2006 година имаме подобрувања за 47 места. На тој начин, Македонија е лидер во регионот според индексот на економските слободи, како убедливо економски најслободна земја во регионот, 15 места над најблискиот конкурент во соседството. Македонија е и пред многу поразвиените европски економии на листата, што е показател за нашето залагање во реформскиот процес. Ова рангирање значи многу за Македонија, бидејќи индексот вреднува индикатори кои што им се важни на инвеститорите и на бизнисот.
како што се собственичките права, интегритетот на владата, даночното оптоварување, слободата на бизнисот, слободата на трговијата, слободата на инвестирањето и така натаму. Владата во континуитет работи на подобрување на климата за водење на бизнис во земјата. Во текот на изминатите години упростен е и намален бројот на процедурите. Поевтинети се значително постапките кои што се спроведуваат од страна на бизнисот и намалено е даночното оптоварување. Македонија е меѓу земјите со најниски даноци во светот, бидејќи веруваме дека ниските даноци придонесуваат за растот на инвестицијската активност и предприемништвото. Годинава Македонија е рангирана и меѓу 10 најдобри економии во светот и 5 најдобри економии во Европа за водење на бизнис според Doing Business на Светската банка, односно повеќе реномирани меѓународни институции го нотираат напредокот во реформскиот процес. Спроведените економски реформи ги препознаа и странските инвеститори кои што инвестираат или најавија инвестиции во Република Македонија. Изминативе 10 години успеавме да привлечеме странски директни инвестиции во износ од 2,6 милиарди евра. Овие инвестиции имаат битен импакт врз македонската економија. Тие придонесоа за креирање на нови работни места, раст и диверзификација на македонскиот извоз, како и соработка со домашните компании. Последниве 10 години двојно се зголеми македонскиот извоз, и тоа од 1,9 милиарди евра во 2006 година на 4,3 милиарди во 2016 година и се очекува тенденцијата на раст да продолжи и оваа година. Освен растот на извозот како придобивка може да се забележи и ориентирањето кон извозот на производи кои што имаат повисока додадена вредност. Би сакал да споменам дека владата ја охрабрува соработката на странските и домашните компании, бидејќи на тој начин се обезбедува трансфер на технологии и се обезбедува трансфер на ноу-хау во домашната економија. Сите овие тенденции се од голема важност за растот и развојот на македонската економија и конкурентноста на приватниот сектор, што е наша крајна цел. Поради тоа, континуирано работиме на подобрувањето на условите за стопанисување во земјава. Днеска ми беше задоволство да присуствувам на презентацијата на Heritage фондацијата, која што го презентираше својот најнов извештај за економските слободи, каде што Македонија има нов напредок на листата и од 46-то место сега веќе е на 31-то место, односно тоа е само за минатата една година, односно за последните 10 години растот е за 46 места. Пред 10 години ми бевме на 78 место, сега Македонија е на 31-то место во светот. Значи за 10 години раст на ранг листата на Heritage фондацијата на индексот за економски слободи од 78 место на 31 место, веднаш зад Германија, Чешка и Австрија. Тоа е огромен раст и тој се должи на многу работа, на многу труд, на владата, на министрите, на сите оние кои што беа вложени во работењето во правец да се создаде подобра бизнис клима, да се создадат подобри економски слободи, да се направат реформи. И имавте прилика сега да слушнете и во презентацијата дека практично кажуваа дека тие почнале да не мерат нас некаде од 2002-та, но во првите 4-5 години работата била прилично лоша и немало никакво поместување. Поместувањето настанува некаде од 2006-2007 година и вели човекот кој што вршеше презентација, во последните 10 години има еден фантастичен раст на Македонија на ранг листата на индексот за економски слободи, што е резултат на политиките кои што беа спроведувани во овој период и кои што дадоа резултат и на терен во однос на подобрувањето на економските слободи за домашните и за странските компании кои што доаѓаат, но и генерално на растот на Македонија на оваа ранг листа која што многу инвеститори како ја следат и ја анализираат.
Почитувани гледачи, вие сте со отвореното студио на телевизија Нова. Вечерва акцент ставаме на економијата. Ке ги анализираме последните економски резултати кои што ги посочи фондацијата Heritage. Како што веќе ви е познато, американската фондација Heritage испорача уште едно признание за економските политики во Македонија. Влеговме во групата на слободни економии на високото 31 место од 186 држави. Како Македонија стаса во друштво со најразвиените економии? Анализираме вечерва со првите луѓе на Heritage кои од Вашингтон директно стасаа во студиото на телевизија Нова. Со нас вечерва се Ентони Ким, аналитичар од индексот на економски слободи. Добро вечер и добре дојдовте во студиото на телевизија Нова. Со нас вечерва е амбасадорот Тери Милер, кој исто така е автор на ова рангирање, на ово извештај. Добро вечер и добре дојдовте за нас во студиото на телевизија Нова. Веќе ви најавив, амбасадорот на овој извештај Тери Милер е со нас вечерва. Македонија забележа голем напредок. Имаме рангирање, имаме скок од 47 места во рангирањето на Heritage. Тоа е голем раст ако споредиме со 2006 година. На што се должи напредокот? There are several areas where Macedonia really has put in place policies on the economic front that rival those of the best countries around the world. I think particularly of tax reform. You have a fantastic system that keeps tax rates relatively low, and that allows individuals to have control of their resources and invest and spend as they choose. So that's an absolutely vital aspect of economic freedom. Macedonia has also done a fantastic job in opening the economy to trade and investment flows from around the world and participating in this wonderful phenomenon of globalization that's brought prosperity to so many. Може ли да направиме една споредба? Ако зборуваме, рече амбасадорот дека го имаме тој раст, скок во економските слободи, каква беше состојбата во Македонија во 2006 и каква е денеска? That's a fantastic question. First of all, as ambassador will agree with me, we're so happy to be in Macedonia. This is a wonderful country. We're so happy to be here. We are here to congratulate you and we want to recognize your progress. So coming back to your question, back in 2006, it was a bit of a different story. Country was young. The young nation was trying to move up in terms of global competitiveness and openness and in terms of many key economic policies. Compared to 2006, today where Macedonia is, it's a real progress you've been making over the past almost 10 years. So we believe this progress must continue. Macedonia is at a critical juncture. Македонија доби високи оценки од Heritage, токму во неколку делови. Во гарантирањето слободен пристап до својот пазар, ниските даноци, но и намалувањето на регулаторните бариери за водење бизнис. Токму Heritage не пофалува за ниските даноци. Дали тоа значи дека добро оди управувањето со јавните финансии? Yes, I think they are being managed carefully. For the first time this year, we included a category in the index called fiscal health, which is designed precisely to measure the extent to which governments are doing a good job in managing the fiscal purse. And Macedonia has scored very well in this new indicator that we have. So again, that helped your score this year. Споредено со земјите од Европа, Македонија се наоѓа на 18-то место во конкуренција со 44 земји. Можеме да кажеме дека зад нас се земјите од регионот, како што се и Црна Гора, Босна и Херцеговина. Може ли да констатираме дека Македонија е навистина економски лидер во регионот? Absolutely. I think Macedonia's achievement is something people in Macedonia should be very proud of. This Index of Economic Freedom, our annual publication, this is not so simple number exercise. This is really about economic policy competition. And the fact that Macedonia is ahead of many other countries in Europe, and especially in the region, Macedonia is leading the trend line towards greater economic freedom. That's something very, very, very positive, and we really want to recognize the success. And there are many more things to do. So this is not just for the celebration.
This is time to recommit yourself to greater economic freedom. Така, не е време за славење, Македонија чека уште многу работа, но сепак факт е дека вкупната оценка за Македонија е над светскиот и регионалниот просек за Европа. Како го образложувате податокот кој што го нотирате во извештајот, а тоа е дека во споредба со европските држави Македонија е подобро рангирана дури од некои моќни земји како што се Франција, Шпанија, Малта, Португалија и Италија, но тука ќе ги споменеме сепак и Русија и Украина. Yeah. Macedonia this year moved into the category of economic freedom of states that we call mostly free. And this includes countries like my own country, the United States, the United Kingdom, Germany, Sweden, many very high-performing economies around the world. And in this category, we see countries that begin to have very rapid advances in per capita income. So we would expect now that Macedonia has joined this category of countries, that if you can maintain the good policy direction that you've had over the past decade or so, we would expect to see incomes begin to rise very rapidly. I was encouraged to see that in the latest statistics that the growth rate has picked up in the economy. I think that's a very good sign. Така е, фондацијата, ако може да се прочита во извештајот на Heritage, нотира дека Македонија има солидни стапки на економски раст, на добар пат е македонската економија, но сепак политичката нестабилност можеби го невозможила подинамичниот раст на економијата. Ќе се согласите со ова што заедно со амбасадорот сте го нотирале во извештајот? Well, the Macedonia is a very vibrant economy. And it's a young democracy. So obviously there's good discussion, national discussion on what should be done, what kind of direction the country needs to take. We hope that that tension can be minimized in a civilized fashion under the rule of law. And I think Macedonia has all those fundamentals, and Ambassador and myself, we believe, once again, this is a very important moment of Macedonia's history. The country wants to continue to move forward, not to backward. So I think this ongoing national discussion is very important. It's a healthy discussion. We just hope that the constructive solution can be found and country can move forward in order to achieve real progress going forward. Ова е тешко време за Македонија за да ја подобри економската слобода. Имате политички превирања низ кои минувате, но тука се и ризиците кои доаѓаат од македонската криза. Навистина сум импресиониран. Ова се зборовите кои што ги цитирам, а стојат во извештајот на фондацијата Heritage. Кој според вас, амбасадоре, е најзаслужен за напредокот на македонската економија? Well, I think, of course, obviously you're on the front lines of the refugee crisis right now that's affecting all of Europe and in many respects all of the Western world because it's touching my country as well and many others. But Macedonia is right here on the front lines, and that's a huge responsibility and also a huge drain on the country's resources. I think it's important that we have a global response to that and that Macedonia receive the help that it needs in dealing with this refugee crisis at the border. So that's one thing. Then you have a political uncertainty right now, which also I think hurts the investment climate. We just saw a slight downgrade in one of the rating agencies of the bond rating for Macedonia that I think reflects that political uncertainty. But for the progress that we've seen, which really started about 10 years ago, we started rating Macedonia in 2002 in our index. For the first few years, the record was not very good. And then somewhere around 2006, 2007, we started to see a very rapid uptick in the economic freedom scores. And that has continued for the entire decade. So I would say great credit needs to go, first of all, to the Macedonian people themselves, but also to the political and economic leadership of the country, which really
has shown as strong a commitment as we have ever seen to the free market system, to globalization, to openness, to liberalization of the economy. And that's bound to bring just fantastic results going forward. Да објасниме за нашите гледачи што точно значи економска слобода. So economic freedom is about your future. It's about your opportunity. It's about your choice. So this is not something abstract, and this is something you should demand from the government. So this is really something very positive and constructive, and this is not some kind of a theological or some theory. So I think this is time for Macedonian people to really grab the opportunity ahead of you and really make that more tangible and real. And I think this is a sort of national journey together. Macedonian people, government officials, and all the ministry, finance and economy. I think when they get together, good things will happen for sure. Could I comment on that as well? I think Macedonia is one of those countries that in the past experienced a government that was strongly committed to centralized planning, and you would have direction coming from the center, telling people what to do, how to work, controlling their jobs, in some cases perhaps even where they could live and work. And economic freedom is all about empowering individuals to make those decisions for themselves. In many countries, that means getting the government out of the way. In others, a government can take a leadership role. And I think we've seen that a little bit here in Macedonia, but it's been a leadership role that has always been directed at empowering the people. And so that's why we're seeing the good results in our index. Високите рангирања за Македонија не доаѓа само од фондацијата Heritage. Признание за добрите економски политики стаса и од Светска банка, поточно од извештајот Doing Business токму за 2017 година. Знаеме дека Македонија беше меѓу првите 10 во светот или 5 најдобри економии во Европа. Со оглед на политичката криза, на сите состојби во кои што се наоѓа нашата земја, може ли да бидеме оптимисти по она проценка која што ни ја даде Европската комисија, оти имаме солиден раст, да очекуваме дека македонската економија ќе расте со добри стапки на раст. Колкави би биле тие? Што очекувате? I think it's pretty optimistic at this point but I want to say the progress must continue. It's one index, but as you alluded, there are many other indices. But our index, we look at 12 different economic freedom factors. In every component of the economic freedom, 12 economic freedom, Macedonia has been making progress. So in terms of making business environment more open and flexible, making tax system more competitive, all these key policy areas, Macedonia has been making progress. So once again, this is not time to be complacent. This is time to recommit yourself to a greater, more aggressive, more meaningful policy reforms for the next generation of Macedonians, for sure. Yeah. Може ли да очекуваме оти со завршувањето на политичката криза, стабилизирањето на состојбите, идната владеачка гарнитура ќе може да ги реализира започнатите планови инвестиции, оти овие рангирања ќе помогнат и во пракса економијата да забрза? Well, Macedonia is a strong democracy, and it's not really for me to be telling your government officials what to do, but I do think that there's a remarkable amount of credit due to the officials that have led this country in the past and right up to the present, because what we have seen is that they have set an example for other countries in the region about how you can achieve rapid progress. And I think now that you've achieved this level of mostly free status, if you can just hold steady on the course that you've already set, there's every likelihood of even more rapid progress in the future. So I would say no backsliding, just continue on as you have been doing, and we would look forward together to a great future ahead.
Високите рангирања кои што ги добива Македонија не се само на хартија, туку добро се покажуваат и во пракса, барем тоа го вели бизнис заедницата кај нас, но сепак кои структурни реформи се неопходни за да испорача повисоки стапки на раст, но и да привлече уште повеќе инвестиции од странство, но и домашни. True. Yeah, this is not just a number exercise. Good policies bring real economic result. It's not just about output. This is about outcome. So what Macedonia has been experiencing over the past 10 years, I think, again, something very positive year by year. Quite frankly, over the past 10 years, a lot of problems around the world we have witnessed. Global financial crisis and many economic slowdowns in many different countries, especially in Europe. But Macedonia has been able to maintain relatively high economic growth rate, attracting very respectable foreign direct investment. So this trend line is here. Now the key part is how can we elevate this trend line? How can it move forward? So this is why we are very much optimistic and very excited about the direction of the country going forward. Македонија е брзо растечка економија, резултатите се видливи и на почетокот на оваа емисија направивме споредба какви биле економските слободи во 2006, какви се денеска 10 години потоа. Дали има вакви примери кои што се случуваат на Македонија, може ли да споредите со некоја друга земја од Европа или од регионот? Yes, we've seen significant progress, I would say, in countries like Sweden and Norway, Finland, where these countries previously had highly socialized economies, but they have taken great strides to create a more business-friendly environment. So we've seen their levels of economic freedom increase rapidly. We've seen other countries that had a brief spurt of improvement in economic freedom. I'm thinking of countries like Poland, for example, that had rather rapid progress, but then has slipped back a little bit. Estonia is a great story, a former Soviet republic, now one of the top 10 countries in the world in terms of economic freedom. So there's a great record of progress there that actually parallels that of Macedonia to a great extent. So we see both winners and losers in Europe and certainly around the world as well. But one of the things I'm most encouraged about is that worldwide levels of economic freedom are increasing. And at the same time, we're seeing great results in terms of reduction in poverty, better protection of the environment, better health care for people. All these things go together with higher levels of economic freedom. Херитич будно ги анализира економските состојби и слободи не само во Македонија, регионот, Европа и пошироко. Колку пати годишно вашата фондација излегува со извештаи каде што се нотира напредокот или назадувањето на која било земја? This is our flagship publication. The Heritage Foundation has been producing this report every year since 1995. So we'll continue measure and assess country's economic freedom progress, and again, we'll be happy to come back to celebrate and recognize Macedonia's ongoing success in the future. Амбасадоре Милер, кога се запознавме, рековте дека вие сте прв пат тука во Скопје, односно и во нашата држава, во Македонија. Денеска ќе имате неколку средби, овде сте само еден ден. Каква порака носите до македонските власти и до луѓето со кои што ќе се видите, а се сепак од институциите? Well, first of all, I've been received with such graciousness and friendliness right now that I just am so impressed with the people and with the country. My message for officials would be hold the course, hold steady in terms of your pursuit of economic freedom, and that will do great things for the people. And the people then will see the progress and understand that the sacrifices that may have been made in one way or another have been worth it, and they will see much greater levels of income and greater levels of societal progress in the future. Ако треба да издвоите нешто што најмногу што е најзаслужен за напредокот на македонската економија, што би било тоа? I think, again, I just want to sort of echo Ambassador's point in a way, because
as I said earlier, this is a very important moment of Macedonia's ongoing journey. And at the Heritage Foundation, as a leading conservative think tank in Washington, D.C., we say, without heritage, every generation starts over. And we believe this is time to make very strong heritage of Macedonia's success, limited government, free enterprise, individual liberty, that kind of principled ideas. I think this is time to make that kind of heritage in Macedonia. Ви благодарам многу што одвоивте време и што директно од Вашингтон дојдовте во студиото на телевизија Нова. Почитувани авторите на економските слободи од страна на фондацијата Heritage беа ексклузивни гости во студиото на телевизија Нова. Имавте можност од нив да ги слушнете видувањата за македонската економија, но и очекувањата за реформите кои што треба да ги спроведе нашата земја во наредниот период. Благодарам што не гледавте. Останете со телевизија Нова.